Ево сум тука под карпите, значи завршив со мерење на карпите и верувате или не, овие карпи се сите исто високи, односно здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат ме носам со мене да ги истражиме повторно камените богови, односно тие чудни камени структури што ги открив пред известно време. Добив многу коментари за нив и затоа што бев само кратко време таму, овој пат одам да ги истражам поубаво, ќе ги измерам колку се високи, колку се широки и дали ќе видам убаво дали се стварно направени од луѓе или се природна формација. Па ајде одиме натаму. Иначе и самиот пат по кој што одам е преубав, така да оваа посета на тие камени богови е стварно частење и уживање. И мислам дека оваа посета ќе ми стане една од редовните, затоа што верувајте, ова место има стварно преубава енергија. Е секако блиску до мојот имот, значи до ова место се стасува за нешто помалку од 1 час. Така да е стварно убава прошетка. И секако полнење со енергија. За жал, ова околу мене имаше дрва многу, но сега изгореа, како што може да видите. Скоро се е голо. Преубавата мајка Македонија. Полека стасав и до местото каде што се скриени тие камени богови или камени джинови, тука доле се наоѓаат во долината. Па стасав и до местото. Сега треба да најдам патека, се симнам доле, да поминам низ шумата, па ќе ви ги снимам карпите одблиску и ќе ги измерам. Се симнав доле, овака изгледаше патот од кај што се симиев, не можев да снимам, затоа што мора да внимавав каде одам. И сега се упатувам на кај карпите кои што се наоѓаат на врвот од ова горниште пред мене. До карпите ме делат оваа мала шумичка која што е многу густа и треба да се спробнам низ неа, да се пробијам за да дојдам до карпите. Значи шумата ги штити, но некако се спровирам низ нив и веќе ги издогледувам карпите пред мене. Па да одам сега да ги измерам и да ви ги снимам одблиску уште еднаш. Еве ги карпите. Сега се наоѓам под нив. Многу е тешко за снимање, затоа што се на стрмно место. Значи не се права, ова е голема стрмнина и е многу тешко за снимање, плюс и се многу обраснати, меѓутоа наоѓам некои агли за да ви ги доловам, за да може да ги видите, затоа што се величествени. Сега ќе пробам да оставам камерата некаде доле, па ќе одам горе да ги измерам.
Еве и овака изгледаат карпите одблиску. Многу интересна структура се. Сигурно може би порано биле измачкани со нешто да бидат помазни, меѓутоа сега не се повеќе. Еве тука има некој отвор во карпата. И внатре најдов некоја керамика, меѓутоа оваа керамика ми изгледа модерна. Мислам дека не е стара. Но што бара тука модерна керамика, уште поголема ја прави мистеријата и ја продлабочува околу овие чудни и интересни карпи или камења, не знам што се, изгледаат како една карпа, меѓутоа се составени од многу мали камења. А еве Љубов, моето верно куче, кое што се откаже од истражување и си спие. Толку од помошта од Љубов. Ево сум тука под карпите, значи завршив со мерење на карпите и верувале или не, овие карпи се сите исто високи, односно околу 5 метра, а широки се околу 4 метра, не можев точно да измерам затоа што сум сам. Љубов не кеше да ми помага, морав сам да ги мерам. И раздалеченоста меѓу карпите е нешто над 1 метро. Значи овие три централни карпи се многу симетрични и изгледаат дека се правени од луѓе, зошто, како, јас не знам. А меѓутоа нивната симетричност, нивната сличност укажува дека или природата се поиграла на специфичен начин, или луѓето ги обликувале овие карпи од некои за нив познати причини. Во минатото често се случувало луѓето да обожаваат природни предмети, како што се свети дрвја, големи карпи, реки, езера и слично. Луѓето повеќе сакале природни работи, а помалце вештачки работи. Значи пред да завладее оваа вештачка цивилизација, очигледно е дека на оваа планета живеела природна цивилизација, односно цивилизација која што сакала природни работи и која што ги славела природните работи и ја користела енергијата од тие природни работи. Значи, мој заклучок е дека овие карпи се правени од некоја природна, жива цивилизација и на тој начин оддале почест на ова место, на овие карпи, со изградба на овие символични споменици на природата. Ето така, време е за одмор, после долго истражување, си слегнавме малку да одмориме и мислам дека е доста за ова видео. Се изморивме веќе од снимање и од спровирање тука по овие грмушки, затоа што овие карпи се многу обраснати. Се надевам дека ви ги дадов одговорите кои што ги барате, односно ги снимав карпите поубаво. Мојот заклучок е тој, вашиот заклучок кажете го слободно во коментари. Пак ќе се развие дебата како и секогаш, значи на мојот канал се развива интересна дебата, добивам интересни коментари и ви благодарам за тоа. И јас учам од вас, а може би и вие од мене. Тука сме нели за да учиме едни од други и да се надоградуваме, а не да се уназадуваме. Така, луѓе, ви благодарам што бевте со мене во уште едно моје видео. Се гледаме во некое моје наредно видео или низ нашата убава Македонија. Поздрав од мене и од вредната Љубов, кој што спие зад мене. Поздрав и секое добро.